Во реакција на стопанствениците и собствениците на објектите и производствените капацитети, ќе дојде до промена на првично зацртаната траса каде ќе минува новиот пат од мини обиколницата. Имено според првичното решение, кое патем кажано е донесено пред 27 години, се предвидуваше целосна блокада на пристапот до објектите со рушење на постојната инфраструктура, со што на вработените им се оневозможуваше влез и излез од своите работни места. Ги удоволиме барањата на дел од стопанските капацитети, да трасата малку биде померена од влезовите на тие капацитети, тоа го прифативме. Захариев додаде дека постојниот пристапен пат ќе остане, а новата сообраќајница ќе се гради веднаш до него. На овој начин би требало да останат заштитени околу 20 на 30 годишни стебла, кои се неопходни за нормално функционирање на работниците, кои доаѓаат и заминуваат од работа, посебно при вакви пеколни температури, да можат нормално да дишат под нивните крошни, а секако и да не се наруши децениски создаваниот пријатен амбиент. Градоначалникот вети дека целосно ќе биде изграден и паркинг простор за возниот парк, поточно автобусите со кои се превезуваат работниците, кој ќе биде оптимално и софистицирано решение, кое во потполност ќе го субвенционира општината. И му уредуваме нова дел за паркирање и нов паркинг простор на нивно барање. Тоа е се усогласено, без било кој надомест, ние го тоа уредуваме и мислам дека ќе биде завршено. Ова е најкритичното место во целата сообраќајница, зашто на еден релативно мал простор се сконцентрирани десетина објекти во кои има над 1000 вработени и постои оправдано стравување дека во шпицот ќе се создаде тесно грло, имајќи в предвид дека патот продолжува кон Бања Кежовица. Се прави сега проекто решение за втората фаза која ќе оди према Пребек. Сепак од локалната самоуправа уверуваат дека ќе бидат преземени сите неопходни мерки за максимално олеснување на сообраќајот.